минути за урбани вести, добре дојдовте. Градот Скопје денеска ги награди најхуманиот крводарител, пожарникар и полицаец. Повеќе на оваа тема следува во ова издание на вестите. Останете со нас. Доделени награди за најдобар полицаец, пожарникар и крводарител за 2018 година. Дежурни градинки ќе ги згрижуваат децата на 2 јануари 2019 година. Општина Ѓорче Петров им додели по 3000 денари на глувонемите лица од општината. Изменет возен ред на градските автобуси за новогодишните и божикните празници. За 12 месеци собрани се 140.809 тони комунален отпад од скопските домаќинства. Најхуманиот крводарител за 2018 година Тони Ставрески, пожарникарот Елвис Далипи и полицаецот Бранимир Китаревиќ денеска беа наградени со по 10.000 денари од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Традиционално, пред крајот на годината, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска ги награди најдобрите пожарникар, полицаец и крводарител за 2018 година. Тој нагласи дека оваа награда, освен за лична мотивација, ќе послужи и како добар пример за околината во која се живее и се работи. Град Скопје дополнително ги мотивира оние кои што најмногу допринеле за промоција на хуманитарноста со своите дела. Во таа насока, градот Скопје доделува награди за најдобар полициски службеник, најдобар пожарникар и крводарител. Лично сметам дека овие награди ќе бидат и мотивација и можат да послужат како добар пример во средината во која што се живее, во средината во која што се работи. Најдобар пожарникар е Елвис Далипи, кој веќе 10 години е дел од противпожарната бригада на автокоманда и има учествувано во повеќе од 50 интервенции, а посебно го издвои неодамнишниот пожар во Дебар Мало, во кој заедно со неговиот колега се здобиле со телесни повреди. Имам интервенции преку 50 пожари интервенирано. Од тие интервенции голем дел имам и интервенирано во интервенции во сообраќајки, излекување на лица и технички интервенции. Имаше и опасни ситуации, кај што исто бев и малце повреден со уште еден колега од наша бригада, пожарот што беше во Дебар Мало. Полицискиот службеник Бранимир Китаревиќ, вработен во Оделението за безбедност при патен сообраќај во секторот за внатрешни работи Скопје, го доби признанието за најдобар полицаец. Имавме многу тешка година, со многу задачи и предизвици на кои одговоривме успешно. Оваа награда ја посветам на целокупниот состав на единицата. Не е само моја награда, него е и нивна. Без нивна помош секако не би била оваа награда овде. Тони Ставревски е крводарител кој дарувал крв за повредените во авионската несреќа на Палер, Македонија, како и за повредените во војната во соседна Србија. Тој има дарувано крв 102 пати, а дарува крв и на повик доколку е потребно. Неговата крвна група е АБ позитив. Ќе ми остане во сеќавање падот на Палер, Македонија. Тогаш имаше повик за масовно давање на крв и тогаш учествува во давањето на крв, во кој чекавме добри 4-5 сата, пошто имаше многу скопјани кои сакаа да помогнат во тој случај. И од тогаш навака се собра 102 пати, а возраста ми е 49 години, значи немам уште ни 50 години. На време конфликтот во Србија, тоа е во Врање, сум давал на повик за колеги, исто крводарители, за блиски нивни семејства, членови од нивните семејства, па еднашка се случи и за татко ми. Министерството за труд и социјална политика информира дека на 2 јануари ќе има дежурни градинки. Згрижувањето на децата градинките ќе го организираат во еден од објектите на установата, а родителите треба благовремено да бидат известени во кој објект ќе се врши згрижувањето на децата.
Градинките згрижувањето на деца на 2 јануари 2019 година ќе го организираат во еден од објектите на установата, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Со оглед на тоа дека на 2 јануари е можно да биде работен ден за дел од приватниот сектор, а родителите да имаат потреба од згрижување на своето дете, Министерството ги информираше градинките да ги известат родителите дека згрижувањето на децата ќе се организира во еден од објектите на установата. Во тој контекст, препорачано е родителите благовремено да бидат известени во кој објект ќе се врши згрижувањето на децата, се наведува во соопштението на Министерството за труд и социјална политика. Владата на Република Македонија на седница одржана на 25 декември донесе одлука 2 јануари 2019 година да го определи за неработен ден за вработените во државните институции, за кој дополнително ќе се одреди кога тој ден ќе биде одработен. Истовремено од Министерството за труд и социјална политика известуваа дека владата препорачува, а не обврзува овој заклучок да важи и за приватниот сектор. Општина Ѓорче Петров денеска им додели по 3000 денари на глувонемите лица од општината. Доделувањето на парична помош на овие лица е новитет во општина Ѓорче Петров, кој општинарите велат дека ќе продолжи да се практикува и во иднина. За прв пат откако е формирана општина Ѓорче Петров, денеска им беше доделена еднократна парична помош во висина од 3000 денари на глувонемите лица од општината. Станува збор за иницијатива на градоначалникот Александар Наумовски, според кого секој жител на општина Ѓорче Петров треба да има еднакви можности, без оглед на неговиот хендикеп. Еден од глувонемите лица е и Роберт Сефери, кој на 3-годишна возраст го изгубил слухот, како последица од превисока телесна температура. Со помош на знаковниот толкувач Даниела Дичовска, успеавме да поразговараме со него, при што ни откри дека е тешко да се живее со неговиот хендикеп, а уште поголема потешкотија представуваат бариерите кои им ги наметнува општеството. Јас сум многу изненаден и многу задоволен. Ова ни е прва средба во Скопје, прв пат сме повикани од градоначалник и стварно сме изненадени и многу се среќни глувите лица за тоа што се во моментот во општината на средба со градоначалникот. Се надеваме дека ваквите средби ќе продолжат. Секоја почит до сите вработени во општината. Може ли да ни каже на некој начин дали чувствуваат дека се дискриминирани не од општината Ѓорче Петров конкретно, туку од општеството во Македонија? Порано, да. Многу ни беше тешко. Комуникацијата со глувите и луѓето што слушаат, немавме потреба од толкувачи, се уште имаме потреба од толкувачи. Сега проектот за толкувачи е започнат, обуките, и ние се радуваме дека во иднина ќе имаме толкувачи, ќе ни олесни животот. Сакаме еднаквост како луѓето без хендикеп. Роберт е редовно вработен и е задоволен од својот работен ангажман, но потенцира дека за жал постојат и нехумани работодавачи кои го експлоатираат трудот на лицата со оштетен слух. Порано, вработувањето на глувите беше тешко. Приватните фирми не експлоатира, значи не ни дозволува слободни денови, и на глувите им беше тешко. Во државни фирми сакавме да работиме и да имаме како сите нормални и боледување, и одмори. Значи, имаме многу луѓе што се невработени. Јас сум многу среќен што сум сега во моментов тука. Јас сум во сервис, во Порше. Задоволен сум од работата. Данче Василевска од секторот за детска, социјална и здравствена заштита во општина Ѓорче Петров нагласува дека оваа предновогодишна средба со лицата со оштетен слух е во знакот на хуманитарната дејност, која представува еден од приоритетите на општината. Ова е прва средба на општината со глувите лица на територија на општина Ѓорче Петров. Општината направи натална карта. Во иднина ќе продолжи соработката со глувите лица. Вакви средби ќе продолжат и во иднина. Ќе имаме многу заеднички проекти, активности, програми, така да се надеваме дека соработката во иднина ќе продолжи. Значи, ова е првична средба, но тука нема да престане.
За подсетување, изминатава година во организација и со поддршка на општина Ѓорче Петров се одржаа голем број хуманитарни настани за помош при лекување на болни деца од општината. Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје информира дека за време на новогодишните и божикните празници градските автобуси во Скопје ќе сообраќаат по изменет возен ред. Каков е распоредот, гледаме во продолжение. Автобусите од јавниот превоз во Скопје за новогодишните и божикните празници ќе сообраќаат по изменет возен ред. Понеделник, на 31 декември, автобусите од јавниот превоз ќе сообраќаат по вообичаен делничен возен ред, а вторник понеделен возен ред, информираат од ЈСП Скопје. Од 3 јануари автобусите од јавниот превоз ќе возат по вообичаен делничен возен ред, но имајќи предвид дека во меѓувреме ќе започне и зимскиот училишен распуст, возниот ред ќе биде редуциран. На 7 јануари понеделник автобусите ќе возат по неделен возен ред, соопшти ЈСП Скопје. Ноќните линии на 31 декември и 1 јануари ќе работат по возен ред како во сабота према недела. Жичницата на Водна нема да работи на 31 декември, со оглед на тоа дека секој понеделник и последен вторник во месецот се врши редовен сервис на објектот, а на 1 јануари ќе почне со работа од 11 часот. Од ЈСП Скопје информираа дека поради технички проблем на веб страницата на ЈСП во делот за избор на датум на возниот ред, информации за возниот ред граѓаните може да добијат и во диспечерскиот центар на телефонот 3173 224, порачуваат од ЈСП Скопје. 115 деца сместени во згрижувачки семејства денеска добија пакетчиња и подароци кои ги поделија Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и волонтери на Црвениот крст. Како што истакна од Црвениот крст, оваа активност започна многу скромно пред 10 години и прерасна во нешто што значи обележје на градот за време на новогодишните празници. Пакетчиња и подароци за 115 деца без родителска грижа, сместени во згрижувачки семејства, денеска поделија Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска заедно со волонтери од Црвен крст, а децата од основното училиште 11 октомври, кои изработија новогодишни украси, преку продажба обезбедија подароци за 3 деца. Министерката Царовска истакна дека приоритет на владата е за трансформација на големите институции во мали домови за деца, а веќе има 100 згрижувачки семејства каде се сместуваат децата. Јас навистина сум среќна, затоа што целосно статусот на згрижувачките семејства се измени и добивме 100 нови згрижувачки семејства кои што веќе се пополнуваат и каде што децата и од Битола и од другите институции ги префрлуваме таму. Но она што е важно, им порачав на децата дека треба да се борат за своите соништа, треба да се грижат да заеднички создадеме Македонија која што ќе биде подобра за сите и подобра за секое дете, а згрижувачите се дел од тој процес. Така да нив им треба навистина поддршка, благодарност за Црвен крст и Комерцијална банка што ги поддржуваат овие згрижувачки семејства и што им го олеснуваат секојдневното живење. Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст истакна дека оваа активност започнала многу скромно пред 10 години, меѓутоа прераснала во нешто што значи обележје за нашиот град за време на новогодишните празници. Оваа година можеме да зборуваме за вистина за една голема бројка на исполнети желби, бидејќи во изминатите 10 години се исполнија приближно 900 желби на нашите дечиња кои живеат на територијата на градот Скопје. Оваа активност започна многу скромно пред 10 години, меѓутоа прерасна во нешто што значи обележје на нашиот град за време на новогодишните празници, бидејќи оваа активност е дел од животот на граѓаните на градот Скопје, на институциите, на владата на Република Македонија, на Министерството за труд и социјална политика, на волонтерите на Црвениот крст. Навистина беше прекрасно да се биде дел од овие изминати 15 дена, кога голема армија на хумани граѓани беа дел од активноста, беа во просториите на Црвениот крст, беа тука во Рамстор и едноставно сите заедно со големи радости се потрудивме оваа година 115 желби да станат стварност. Пауновска додаде дека тие и во текот на целата година им помагаат на децата од згрижувачките семејства и постојано работат со нив.
Честитањето на новогодишните празници со честитка меѓу граѓаните полека изумира. Скопјани велат дека годинава ретко кому му испратиле честитка преку пошта, бидејќи полесно е, а и поевтино ќе им ги честитаат новогодишните и божикните празници преку електронската пошта. До пристигнувањето на новата 2019 година не делат само уште неколку денови. Новата година и божикните празници се уште поубави и магични кога во поштенското сандаче ќе најдете убава и шарена новогодишна честитка. Центарот на градот е препун со улични продавачи кои нудат честитки со најразлични новогодишни мотиви. Но ако порано праќањето честитки за нова година или за друга прилика беше традиција, во последните години сите праќаат многу повеќе честитки преку електронска пошта. Индивидуално меѓу граѓаните честитањето на новогодишните и божикните празници со честитка полека изумира. Единствено бабите и дедовците се уште практикуваат да ги изненадат внуците со по некоја музичка картичка преку пошта. Преостанатите користат телефон и интернет. И продавачите го тврдат истото. Од година в година се помалку се продаваат новогодишните честитки, а најмногу ги купуваат или најмладите или постарите генерации. Некогашните хартиени честитки во плико сега се заменети со електронски пораки. Новите технологии ги сменија и навиките за честитање на празниците. Но, како и да е, граѓаните на еден или друг начин преку електронска или обична пошта сепак уште практикуваат да им посакаат здравје, успех и среќа во новата година на своите пријатели и роднини. Инспекторите за животна средина на град Скопје кај 4 индустријски објекти утврдиле пречекорување на граничните вредности на дозволеното загадување на воздухот во Скопје. Како што соопштија од град Скопје, за овие индустријски објекти ќе следуваат казни. 4 индустријски објекти ќе бидат казнети за пречекорување на граничните вредности над дозволеното загадување на воздухот во Скопје. Од град Скопје информираа дека инспекторите за животна средина извршиле по 3 редовни контроли на сите 40 инсталации, кои подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола, како и на 4 субјекти што подлежат на елаборатот за заштита на животната средина. При вонредните контроли на овластените инспектори за животна средина со овластена лабораторија утврдено е пречекорување на граничните вредности кај 4 инсталации кои се под надлежност на град Скопје и истите ќе бидат санкционирани согласно со Законот за заштита на животната средина, истакна градоначалникот Петре Шилегов. Дополнително инспекторатот воведе и сменско работење, односно дежурства од 6 часот наутро и после полноќ, се до раните утрински часови и за време на викендите, со цел попрецизно и пореално да се утврди можното загадување на амбиенталниот воздух. Јавното предпријатие Комунална хигиена во текот на изминатата година спроведе низа активности во сите скопски општини: чистење и миење на улиците, чистење диви депонии, заловување на бездомни куќиња. Како што информираше директорот на предпријатието Абдусамет Шабани, за 12 месеци екипите на предпријатието од скопските домаќинства собрале околу 140.800 тони комунален отпад. Во изминатата година јавното предпријатие Комунална хигиена спроведуваше низа активности за генерално чистење на сите скопски општини, засилени активности за чистење на кејот на реката Вардар и рачно миење на поголемите булевари и улици во градот. Директорот на предпријатието Абдусамет Чабани на денешната пресконференција по повод една година од стапувањето на функцијата информира дека со специјалните возила јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје на граѓаните им ја нуди услугата за собирање и транспорт на електронската, електричната опрема и застарениот мебел од нивните домови. Шабани исто така информираше дека екипите на предпријатието 7 пати неделно во 3 смени го собираат и транспортираат комуналниот отпад од скопските домаќинства. Само во изминатите 12 месеци биле собрани вкупно 140.809 тони комунален отпад. Во тек е набавка на новите 450 нови контейнери кои што досега ги немаме во нашите блокови и нашите микролокации во градот Скопје.
Исто така, тие ќе бидат со зафатнина од 3,2 и 2,2 метри кубни. Најавуваме и 490 нови корпи за отпадоци, кои што се исто така нови, 4 нови комунални возила, кои што ќе бидат специјални за овие садови за собирање на отпад. Исто така, најавувам дека во 2019 година ќе бидат набавени нови садови со зафатнина од 5 метри кубни, наменети за собирање на индустријски отпад на правните субјекти. Шабани нагласи дека на подрачјето на градот Скопје во текот на изминатите 12 месеци расчистиле и подигнале 5144 кубни метри отпад од диви депонии. Шабани нагласи дека изминатата година службата за хуман третман и контрола залови 1182 бездомни куќиња од скопските улици, што се транспортирани во стационарот Вардариште, а 854 од нив биле медицински третирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити, вакцинирани од беснило и стерилизирани. Вкупно 147 од овие куќиња се вдомени за време на престојот во стационарот Вардариште. Шабани изјави дека и во иднина ќе настојуваат за подигање на јавната свест кај граѓаните, но и да работат како што работеле досега со основните и средните училишта. Продолжува засадувањето на дрвца во општина Бутел. Во дворот на градинката Бутел 2 засадени се нови 15 јасени. Како што информираат од општината, садењето ќе продолжи и во наредниот период со цел да се раззелени општината, а жителите на Бутел да добијат почист воздух. Општина Бутел интензивно работи на подобрување на животната средина во општината. Акцијата за засадување дрва продолжува. Во дворот на детската градинка Бутел 2 засадени се нови 15 јасени. На засадувањето присуствуваше и градоначалникот Велимир Смилевски, кој истакна дека со оваа активност се продолжува и во наредниот период, се додека има поволни услови за садење, како знак на придонес во зачувувањето на животната средина на граѓаните. Инаку досега засадени се на неколку локации дрвца со цел да се раззелени општината, а жителите на Бутел да добијат почист воздух. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северозападен ветер. Попладне по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Денеска температурата достигна до 6 степени, а за утре се очекува да достигне до 7 степен. В сабота температурата ќе се движи од -4 до 8, недела од -2 до 5 и понеделник од -2 до 7 степени Целзиусови. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.